Со сеќање на Джиновската пастрамалија и официјално се отвори овогодинешното издание на манифестацијата Штипска пастрамалијада. Воедно денеска се пушти во употреба и новото и прво шеталиште во Штип Ванчо Прке. Градоначалникот Иван Јорданов ги покани граѓаните да уживаат во добрата музика овие 2 дена и да го вкусаат штипскиот специјалитет. Имаме еден нов изглед на една улица која што досега беше сообраќајница, а денес веќе е пуштена во употреба како шеталиште, кое што ќе служи во рамки на организацијата за овогодинешната пастрамалијада, но и ќе служи на штипјани во годините кои што следуваат за она кое што им недостасуваше, тоа е да имаат шеталиште во централното градско подрачје. Општината издвои 11 милиони денари за поплочување на оваа улица. Претходно се работеше на прилагодување на сообраќајните решенија во централното градско подрачје, но нема да застанеме овде. Штип го менува изгледот инфраструктурно, сообраќајно, визуелно, благодарение и на централната власт. Морам да истакнам дека проектот кој што ги очекува штипјани благодарение на средствата од централниот буџет со кој што аплициравме обиколница, која што ќе ги поврзува населбите Пребег, Железничка, Плуждино и сите околни населби кои што гравитираат околу овој потек на отворањето на пастрамалијадата присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, задоволен и од програмата, но и од проектите во градот. Посочи дека продолжуваат со поддршка за сите општини. Сите оние кои што овој викенд имаат дилема како да го поминат, еве ги поканувам овдека во Штип на уживање во штипскиот специјалитет, штипската пастрамалија, на многу убава музика. И се надевам дека ќе остане ова како една традиција и во годините кои што следат. Меѓу другото, денеска сме и на еден преубав настан, ова што денеска представува шеталиште, еден проект кој што е финансиран целосно од страна на општина Штип, но исто така и градоначалникот го најави проектот кој што ќе биде финансиран од централната влада, тоа е обиколницата, проект кој што во оваа фаза ќе биде со вредност нешто помало од 2 милиони евра, но затоа во почетокот од следната година повторно планираме сериозни инвестиции во општините и повторно ќе има јавен повик преку Министерството за локална самоуправа. Овогодинешната пастрамалијада е со нов концепт, нова локација и цел да се врати традицијата и суштината на манифестацијата со настани за сите генерации.